Почитувани, добар ден, добро ни дојдовте во ова петочно издание на вестите на Канал 8. Просторот во местноста Колерски гробишта наскоро нема да добие урбанистичко средување, односно санирање на теренот, што е претворен во депонија. И на третиот повик на тендерската постапка во општина Кочани не пристигнала ниту една соодветна понуда за изградба на најавеното повеќенаменско спортско игралиште. Пропадна и третиот обид на локалната самоуправа на Кочани да го започне средувањето на локалитетот Колерски гробишта. На повторениот јавен повик за избор на изведувач на градежните работи, во предвидениот рок не пристигнала ниту една соодветна пријава од фирма што би го градела планираното мултинаменско спортско игралиште. И покрај тоа што наместо првично планираните околу 45.000 евра, локалната самоуправа за околу 10% ја зголеми сумата на трошоците за изградба на објектот, колку што беше изголемувањето во втората тендерска постапка, немало никаков интерес кај потенцијалните понудувачи. Потполно идентично завршија и првиот и вториот јавен повик за избор на изведувач на градежните работи, кога исто така не се пријави ниту еден понудувач. Во третиот, повторен повик, проценетата вредност на мултинаменското игралиште со придружните содржини без данокот на додадена вредност изнесуваше 3 милиони денари. Целата активност за уредување на просторот започна по повеќекратните реагирања на граѓаните што живеат во непосредна близина, затоа што некогашната зимзелена шума одамна е исечена, а просторот е претворен во депонија. Реакциите беа пренесени и на една од седниците на Советот на општината со барање надлежните да преземат мерки поради узурпацијата на земјиштето. Според техничката спецификација за спортското игралиште се предвидува тоа да зафаќа површина од околу 1300 метри квадратни, при што како комплетен објект треба да овозможува услови за надпревари во кошарка, ракомет и мал фудбал. Исто така, предвидено е да се уреди и детско забавно игралиште на површина од околу 50 метри квадратни и на истото да бидат поставени тобоган, лулашки и други реквизити изработени од стакло, пластика и дрво. Дополнително, како придружна содржина, е планирано уредување на бехатон пешачка патека до двете игралишта, што ќе биде долга 90 и широка 2 метри. За да го реализира планираниот инфраструктурен проект, сега локалната самоуправа најверојатно ќе мора да распише и нов четврт јавен повик за избор на изведувач на градежните работи. Веројатно ќе мора да има и ново зголемување на сумата за трошоците, за да се предизвика интерес кај градежните фирми да поднесат соодветни понуди. Корисниците на јавни површини во Кочани плаќаат ист надоместок на општината без разлика дали се во центарот на градот или во периферните населби. Според локалната администрација, таквата одлука била на Советот и тие ја почитувале, без да дадат појаснување дали таа може да се промени. Корисниците на јавно прометни површини, односно тротоари или делови од улици во Кочани, имаат обврска на општината да ја плаќаат надоместок по метар квадратен, без разлика дали се работи за трговски, занаечиски, угостителски или друг вид дуќан, сумата што треба да се плати е иста. Освен тоа, не е важно дали корисникот, односно дуќанот, се наоѓа во централното градско подрачје или во некоја од оддалечените периферни населби. Ваквата своевидна дискриминираност на корисниците на јавно прометни површини, што ги става во неравноправна положба, во сила е со години наназад и од надлежните во локалната самоуправа немало иницијатива за промена на одлуката. Токму тоа беше и причина на последната седница на Советот да биде упатено директно прашање дали е можна промена во висината на надоместокот. Еден дуќан кој што се наоѓа во центарот на градот треба да плаќа иста такса колку што се наоѓа дуќанот кој што се наоѓа во периферијата. И дали е возможно во одлуката да се земат во при анализирање за промена на одлуката да се земат во предвид дејноста која што се врши, дали е тоа услужна, дали е занаечиска дејност или е прехранбена дејност. Неефикасноста во брзата промена на одлуките на јавните органи се покажува и овој пат, без оглед што таквите одлуки се нефункционални или несоодветни според состојбата во практика. Тоа најчесто е резултат на бирократската поставеност на органите, кои оправдувањето за ваквото однесување го оправдуваат со одлуката што претходно ја донел некој друг. Ваквиот одговор во врска со надоместокот за користење на јавните површини дојде и од првиот човек на општината. За жал, одлуката на Советот е таква, значи ние спроведуваме, не е разграничено како што се комуналиите. Во еден дел од градот да биде толку, во другиот дел да биде толку. На целата територија на општина Кочани е единствена цената.
и не е разграничено исто така и по дејности, туку за сите дејности кога се користи јавна проветна површина имаме единична цена по метар квадратен. Така да и оној кој што ќе биде на периферијата од градот и оној кој што ќе биде во стројкиот центар на градот треба да плаќа еднаква цена за наем на јавна прометна површина, тоа се тротоарите или улиците во некои денови кога се користат. Без конкретен одговор остана прашањето на советничката Ананиева дали може да се промени одлуката или пак дали воопшто се планира започнување ваква иницијатива пред Општинскиот совет. Се дотогаш корисниците на јавно прометни површини ќе останат во неравноправен однос, а општината планира по овој основ од нив во буџетот до крајот на оваа година да собере над 3 милиони денари. Заврши огласот за вработување на уште 6 лица во Кочанската општа болница. Станува збор за 2 лекари, 2 сестри, 1 лаборант и 1 радиолошки технолог. Пред 1 месец општата болница Кочани вработи 3 нови лекари по општа медицина, со што полека, но сигурно го докомплетира специјалистичкиот кадар кој што е дефицитарен во установата. Заврши распишаниот оглас за вработување на уште 6 лица во општа болница Кочани. Станува збор за 2 лекари кои ќе бидат упатени на специјализација со предност на хируршките гранки и 4 вработувања на здравствени работници и тоа 2 сестри, 1 лаборант и 1 радиолошки технолог. Огласот е резултат на 350 одобрени вработувања од владата за здравствени работници. На распишаниот оглас кој што траеше 6 дена, за сите предвидени места се пријавиле и поднеле документи со одветни лица, кои што сега им преостанува да полагаат стручен испит и англиски јазик, информираше Дејан Апостоловски, директор на општа болница Кочани. Од крајот на август пак во Кочанската општа болница во редовен работен однос се примени 3 доктори по општа медицина. Истите ќе бидат упатени на специјализација по анестезиологија, педиатрија и ОРЛ. Новите специјализации се резултат на неодамнешниот оглас што го распиша Министерството за здравство за кофинансирани специјализации. Инаку, додава Апостоловски, за година или година и пол, 4 специјализанти кои пред 3 години ги прати болницата на специјализација ќе завршат со своето изучување. Станува збор за специјализанти на хирургија, неврологија, педиатрија и гинекологија. Од февруари пак оваа година вработен е и нов психијатар во психијатриското деление во општата болница. Со овие нови вработувања и специјализациите, Кочанската општа болница полека но сигурно го докомплетира специјалистичкиот кадар кој што е дефицитарен во установата. Општина Зрновци распиша конкурс за доделување стипендии на новозапишани студенти на некои од факултетите во државата. Заинтересираните студенти потребната документација и пријавите за конкурсот можат да ги достават најдоцна до 28 септември. Општина Зрновци распиша конкурс за доделување стипендии за новозапишани студенти на универзитетите во Република Македонија. На конкурсот можат да се пријават студентите кои се жители на општината. Лицата кои ќе аплицираат треба да се редовни студенти кои се запишале на некој од факултетите во државата за предстојната студиска година. Исто така треба да не се корисници на друга стипендија или кредит од други институции, како и да се државјани на Република Македонија. За остварување на правото на стипендија, кандидатите треба да исполнуваат одредени критериуми, како што е остварениот успех во текот на средното образование, односно да завршиле со одличен или многу добар успех. Исто така предвид се земаат и материјалните можности на студентот и неговото семејство, односно месечните примања на членовите споредено со просечната плата во земјава. Како услов за добивање на стипендијата е и дефицитарноста на кадрите, што секоја студиска година со посебна одлука ја утврдува градоначалникот на општината. Заинтересираните студенти потребната документација со која докажуваат дека ги исполнуваат условите и пријавите за конкурсот можат да ги достават на адресата на општина Зрновци до 28 септември. Голем црковно-народен собир и манастирска слава на храмот посветен на светиот Климент Охридски кај локалитетот Шарена Чешма се организира в недела на 18 септември по повод 1 година од денот на неговото осветување. Ќе биде отслужена света божествена литургија, а ќе биде прочитано и слово за патронот на храмот светиот Климент Охридски по повод 1100 години од неговото упокојување. За сите заинтересирани верници кои сакаат да бидат дел од собирот и славата,
има организиран превоз што тргнува во 8 часот кај градскиот плоштад во Кочани. В недела на 18 септември се организира слава на манастирот Свети Климент Охридски во близина на локалитетот Шарена Чешма. Собирот е по повод одбележување на денот на неговото осветување, кога ланската година митрополитот Брегалнички господин Иларион го изврши чинот на осветување на овој манастир. Имено, лани во присуство на голем број верници беше осветен овој храм посветен на патронот на Македонската православна црква Охридска архиепископија Светиот Климент Охридски, ктиторско дело на господинот Благој Ситновски со неговото семејство. Со осветувањето беше одбележан и 70 годишниот јубилеј од одржувањето на првиот црковно народен собор во месец март 1945 година во Скопје. И годинава по тој повод ќе се служи света божествена литургија со почеток во 9 часот, во храмот кој сведочи за нашето постоење и е впишан во редот на многуте храмови изградени во слава на Бога. Веднаш по литургијата, по повод 1100 години од упокојувањето на патронот на храмот Светиот Климент Охридски, ќе биде прочитано пригодно слово за Климента, во кое ќе бидат споменати животот и делата на светителот. По повод славата на манастирот има организирано и превоз за сите верници кои сакаат да бидат присутни на литургијата, со која ќе чиноначалствуваат свештеници од Брегалничката епархија. Автобусот тргнува во 8 часот наутро од градскиот плоштад во Кочани. Со традиционалното зажнејување, свечена седница, настап на фолклорни групи, како и на естрадните уметници Евто Попиновски и Даниела Темелковска. И годинава достојно ќе биде одбележан празникот на општина Чешиново Облешево 21 септември Мала Богородица. Во програмата со своји активности ќе бидат вклучени и учениците од основното училиште Страшо Пинџур од Чешиново. Општината Чешиново Облешево со пригодна програма ќе го одбележи празникот на општината 21 септември Мала Богородица. Активностите започнуваат в недела со трка на мотори со маршрута од Облешево до крајна цел Пантелеј, која што започнува во 10 часот. Во вторник на 20 септември програмата продолжува со учениците од основното училиште Страшо Пинџур во Чешиново, кои за оваа прилика подготвија приредба и свој настап, што започнува во 15:30 часот во просториите на училиштето. Истиот ден во 16:30 согласно програмата е предвиден настап на фолклорни групи, а во 17 часот музички настап на Александар Тарабунов. Главните случувања се закажани за среда 21 септември на празникот Мала Богородица. Тој ден активностите започнуваат во 15:20 часот со прием кај градоначалникот Костадин Личков и свечена седница. Во 14:30 пак е закажано традиционалното зажнејување на Орис во селото Чифлик. По зажнејувањето во 18 часот е закажано дефиле и културно-уметничка програма во паркот во Облешево, со настап на фолклорни групи од Истиванско здраво живо. Одбележувањето продолжува со настап на познати музички гости од Македонија. Годинава сите присутни на прославата ќе ги забавува Евто Попиновски, кој со свој настап ќе започне во 19 часот, а ќе продолжи познатата Даниела Темелковска. Општината Чешиново Облешево секоја година се труди достојно да го одбележи својот празник и на жителите да им понуди богата програма и добра забава. За одбележување е што во најскоро време пред зградата на општината ќе биде поставен и јарбол со височина од 30 метри, со што самата институција ќе добие поубав изглед. В понеделник 19 септември 2016 година со почеток во 11 часот во центарот на Пехчево проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од Милеу Контакт Македонија, ќе започне локалната кампања за подигнување на јавната свест и подршка во борбата против климатските промени под мотото "Климата се менува, од нас зависи". Кампањата ќе биде спроведена во 10 општини, меѓу кои Виница. Локалната кампања за подигнување на јавната свест и подршка во борбата против климатските промени под мотото "Климата се менува, од нас зависи" започнува в понеделник на 19 септември во Пехчево. Истата ја спроведува Милеу Контакт Македонија преку проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени. На настанот посетителите ќе имаат можност преку едукативни материјали, брошури и дискусии
одблизу да се запознаат со климатските промени, нивните негативни ефекти врз животната средина, како и начините за нивно облажување и адаптација кон истите преку промени во секојдневните навики на секој поединец. Централниот настан во Пехчево ќе го привлече и вниманието на помладите со цел да се поттикнат како идни лидери, ефективно да действуваат во борбата против климатските промени и поттикнувањето на одржливиот развој на локално ниво. Кампањата ќе биде спроведена преку серија од еднодневни настани во 10 општини, каде што се спроведува проектот: Студеничани, Пехчево, Делчево, Виница, Богданци, Кривогаштани, Прилеп, Боговиње, Маврово, Ростуше и Теарце и ќе трае до 22 октомври 2016 година. Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од страна на Милион Контакт Македонија, е 4-годишна иницијатива која ги подготвува општините да се справуваат со локалните предизвици предизвикани од климатските промени. Користејќи го иновативниот метод наречен Зелена агенда, проектот ги спојува заедно граѓанските организации, граѓаните и општинските тела за да развијат акциони планови засновани на консензус, кои се однесуваат на специфичните прашања за климатските промени со кои се соочуваат нивните заедници и со цел да работат кон ублажување на нивните ефекти. Проектот го зајакнува граѓанското општество со стимулирање на граѓански активизам. Американскиот народ преку проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени ќе инвестира $2.800.000 за различни активности во избраните општини. 4-годишниот проект ќе заврши кон крајот на оваа година. Следува информацијата од спортот. Викендов се игра третото коло од првенството во третата фудбалска лига Исток. Осогово ќе биде домакин на надпреварот против Овчеполе од Свети Николе. Фудбалерите на Осогово ги очекуваат тежок меч во третото коло од првенството на третата фудбалска лига Исток. В недела на стадионот Никола Мантов тие ја пречекуваат солидната екипа на Овчеполе од Свети Николе. По минато неделниот пораз од Тиверија на гостувањето во Струмица, жолто-сините ќе имаат задача да ја вратат до вербата на своите навивачи, но и да ги оправдаат најавите оти ќе се борат за врвот на табелата. За сериозноста на надпреварот и на противникот зборува фактот што светиниколчани во првото коло на гостувањето во Струмица токму против Тиверија победија со 3:1. По минатото коло во кое тие беа слободни, сега најверојатно повторно ќе атакуваат на поволен резултат на гостувањето во Кочани. За разлика од нив, Осогово е во позиција да игра на победа поради минатонеделниот пораз од Струмичани на нивен терен. Иако на почетокот на првенството нашиот третолигаш се вбројуваше во така наречената сериозна тројка за пласман во повисок ранг, со досегашниот половичен успех, ако така продолжи, тешко дека ќе го задржи ваквиот епитет. Почитувани, вестите завршија. Екипата на Канал 8 ви посакува пријатен викенд. Довидување.